Војните случувања нема драматично да се рефлектираат на македонската економија во овој период. Граѓаните да бидат спокојни, бидејќи ценовни шокови со горивата, владата нема да дозволи. Имавме ние состанок со, би рекол, поголемите дистрибутери на нафта и нафтени деривати. Можам да кажам дека како од името на владата и од еден заеднички заклучок од тој состанок дека апсолутно имаме доволно нафта и нафтени деривати во држава, граѓаните треба да бидат спокојни. Цената на нафтата и нафтените деривати кај нас е драматично поевтина од таа како што е во соседството, да речеме ако е во Србија 120 денара од прилика литар, кај нас е 70 и нешто. Истиот случај е компаративно ако се направи анализа и со Косово и со Албанија, така што уште еднаш покажуваме како влада дека стандардот на граѓаните ни е пред и над се. Во однос на одлуката на регулаторната комисија за енергетика, која во понеделник треба да донесе одлука за нови цени на горивата, Мицковски со следниот став. Јас не би ги коментирал одлуките на регулаторна комисија. Регулаторна комисија за енергетика е независна институција и таа носи одлуки врз основа на претпоставувам методологија. Доколку има драматичен скок на цената, се разбира дека ние како влада веднаш уште во вторник на редовната владена седница ќе интервенираме, имаме неколку опции на располагање, дали ќе намалиме акциза, дали ќе намалиме данок на додадена вредност, така што ние како влада апсолутно ќе застанеме во одбрана на она што представува наш интерес, а тоа е стандардот на граѓаните. Дали се можни инфлаторни движења во економијата, како рефлексија на зголемени цени на енергенсите и други фактори? Инфлацијата и трошоците за живот во јануари се на ниво од 3,1%. Очекувам тие бројки да се стабилизираат во февруари, да бидат под 3%, да почекаме да видиме што ќе објави статистика. Добро е што авторите на така наречената минимална синдикална кочничка јавно излегува со став и кажаа дека јавноста е манипулирана, дека тоа не е минимална, туку просечна потрошувачка кошничка, изработена од синдикатот. После неколку месеци јавноста се увери во тие политички манипулации. Се разбира дека ние алатките кои што ги имаме, а тоа се преку Државниот пазарен инспекторат и Комисијата за заштита на конкуренција, ќе ги искористиме сите. Тука го менуваме и законот, ги зголемуваме глобите 10-20 кратно од тоа што беа до сега, така што секое нефер трговско однесување или девијантно однесување на маркетите ќе биде најжестоко и најстрого казнето. Мицковски од понеделник најави ново засилување на инспекцијските контроли за проверка и превенција на можни злоупотреби од трговците на сметка на граѓаните. Министерот за економија и труд Бесер Дурмиши најави потенцијална можност за замрзнување на цените на основните артикли доколку војната во заливот продолжи или ескалира. Ограничување на маржите на 10% и на 5%. Ако кризата се влијае уште повеќе, тогаш ќе одиме на замрзување на цените на основните прехранбени производи кои што им се потребно на Зборуваме за тие кои што се влезени во таа потрошувачка владина кошничка, на тие производи ќе ги замрзнуваме? Основните производи кои им се потребни на семејство. Нормално дека тие ги упфаќа и производи што се ставени на потрошувачката кошничка. Во контекст на потенцијалната криза со горивата, премиерот Христијан Мицковски ги најави следниве можни мерки како механизам на државата за спречување на ценовен удар. И тука разгледуваме со Министерството за финансии да намалиме во делот на акцизата, да намалиме во делот на даноците, да видиме кои се нашите можности за да го намалиме ударот врз стандардот на граѓаните. Доколку во таква состојба некои од трговците посегнат кон шпекулативни чекори на штета на граѓаните, Дурмиши се закани со затворање. До затварање на маркета кој има вакви изигрувања. Или ако има вакво однесување, ќе одиме со пазарна инспекција до затварање на тој трговец кој има вакво однесување. До овој момент ценовни турбуленции на пазарот кај нас се уште нема, но очекувањата се дека во наредните неколку денови би можела сликата да биде појасна. Што ќе се случува? Клучен момент е берзанската цена на нафтата, која се очекува да достигне и до $150 за барел, што би можело да биде почеток на сите економски проблеми.
Представници на транспортните компании и асоциации од 4 земји на Западниот Балкан вчера имаа средба во Србија во врска со проблемот 90-180, односно ограничениот престој на возачите во овој временски период во земјите од Шенген зоната. Тој состанок пред се би кажала дека секој од нас ги даде своите видувања, остана намерата дека постои можност и понатака доколку не добиеме соодветни одговори да се организира некој протест, меѓутоа за сега дата за протест нема договорена изедначена, освен босанците кои што они сакале не сакале веќе протестираат затоа што хрватите им враќаат многу нивни возила кои што се товарени со стока, на тоа сметам дека треба малце да се направи дипломатски разговори една со друга држава за да се надминат тие проблеми. Дали транспортерите гледаат желба кај Европската Унија за проблемот да го реши? Желбата ја гледам, меѓутоа спороста не им ја разбирам, затоа што сепак ова не се работи во овие тешки времења од сите страни со воени интервенции, све промени што настануваат, значи навистина треба да се даде некое побрзо решение како би можеле сите нормално да функционираме, бидејќи Западен Балкан е дел од Европска Унија. Дали македонските транспортери ќе се вклучат во најавата за повторни блокади на граничните премини по претходната најава од Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија? Сите најавија блокади, меѓутоа се уште не е договорено. Значи има и најави на поединечни блокади, меѓутоа дали ќе се приклучиме и ние на тие блокади, све зависи од активностите на нашите надлежни органи. Форумот на жени на СДСМ, предводен од председателката Каја Шукова, денес ги повика жените на протестен марш поради ситуацијата со семејното насилство до државата и повторно повика на оставка од министерот за внатрешни Панче Тошковски. ВМРО ДПМН реагираат за начинот на кој СДСМ се однесуваат, нарекувајќи ги секта, а не политичка партија. Пропагандата нема да ги врати загубените човечки животи. Утре, на денот на жената, е денот да се дигне гласот на жените. Форумот на жени на СДСМ организира протестен марш во Богданци со почеток во 12 часот. Но целосно го поддржуваме и граѓанскиот марш во Скопје. Ги повикуваме сите да се приклучат. Од Скопје до Богданци, цела Македонија, сите во еден глас. За сите обесправени, за сите понижени жени, за сите жртви, за сите изневерени од системот, од државата, од власта. Да се крене гласот и да се каже доста е. Да испратиме порака. Стравот од сопствениот политички крај и одговорноста за пустошот што го оставија за себе ги тера да се движат низ темни ходници на тешките политички и психички трауми. Затоа реагираат нервозно, затоа врескаат на пресконференции, затоа очино се обидуваат секоја трагедија да ја претворат во политички циркус. Ги повикуваме да застанат, да се преиспитаат, да ги анализираат сопствените потези. Ако барем малку се погледнат отстрана, ќе сватат дека ова што го прават не е политика, туку симптом на сериозна политичка и психолошка криза. Стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. Председателот на СДСМ Венко Филипче даде поддршка и соопшти дека наместо традиционалниот 8-мартовски марш на партијата, тие ќе им се придружат на жените на веќе закажаниот протестен марш нема да не снема во Богданци. Аферата која ја бранува црногорската јавност деновиве доби полициски епилог. Поранешната висока државна функционерка поднела пријава во полицијата во Подгорица откако во јавноста и на социјалните мрежи започнале да кружат нејзини експлицитни снимки. Според информациите објавени во медиумите, случајот станува многу посериозен од обична одмазничка порнографија. Имено, функционерката наводно била во емотивна врска со лице кое во моментов е осумничено за извршување на свирепо двојно убиство. Надлежните органи работат на утврдување на тоа како снимките протекле во јавноста и дали се користени за уцена или политичка дискредитација. Судски пресуди во Србија покажуваат дека група српски државјани предизвикале немири во Франција и Германија по налог на руските служби, објави Радио Слободна Европа врз основа на пресудите до кои имала пристап. Како што е наведено, документите покажуваат дека тројца осудени за шпионажа и потикнување расна дискриминација склучиле договор за признавање на вина со Високиот суд во Смедерево.
Според пресудите се наведува дека действијата биле насочени кон еврејските и муслиманските верски заедници со цел да се зголемат тензиите во Германија и Франција, а наредбите и парите на групата биле дадени од структури на разузнавачките служби на Русија. Бугарските потрошувачи плаќаат значително повисоки цени за млеко и млечни производи во споредба со просечниот европски купувач. Според податоците од Институтот за социјални и синдикални истражувања, сирењето, кашкавалот и други млечни производи во Бугарија се продаваат до 125% над европските нивоа. Во исто време, производителите продолжуваат да работат по ниски откупни цени за сурово млеко, објавува Нова. Како еден од можните чекори за решавање на проблемот, представниците на секторот го посочуваат создавањето задруги кои би можеле да понудат храни по попристапни цени и да развијат разни алтернативни форми на продажба, земјоделски пазари, мобилни продавници и онлайн купување. Производителите исто така инсистираат на јасна регулација на земјоделските пазари. Туристичките агенции се соочуваат со потенцијално масовно откажување на аранжманите за дестинации како што се Кипар, Анталија, Тунис, Египет и други земји. Да, токму така, туристичкиот пазар не само во Македонија и во целиот свет по се изгледа ќе добие уште еден мал колапс покрај пандемијата корона што беше целата ова воена, така да кажам, ситуација која што се случува во светот и во денешницата ќе допринесе за откажување на повеќе аранжмани, не само осмомартовските аранжмани кои што нели во тек се аранжманите, туку може да стане голем колапс и за откажување на аранжманите за летниот период. Знаеме дека Кипар е доста интересна туристичка дестинација во последно време за македонските граѓани, односно македонските туристи, а да не зборуваме за Турција колку е атрактивна. Што во ваква ситуација? Овде ќе настанат проблеми, откажување на авионски летови, откажување на хотели, откажување на аеродромски трансфери, откажување на автобуски превози. Значи, ова е еден голем колапс за туризмот, кое што како индустријска гранка многу допринесува за развивање, односно за полнење на буџетот во нивните земји. Поради можниот ризик од намален обем на работа и загуби во овој сектор, туристичките работници најавуваат разговор со надлежното Министерство за поддршка. Туристичките агенции се соочуваат со потенцијално масовно откажување на аранжманите за дестинации како што се Кипар, Анталија, Тунис, Египет и други земји. Да, токму така, туристичкиот пазар не само во Македонија и во целиот свет по се изгледа ќе добие уште еден мал колапс покрај пандемијата корона што беше целата ова воена, така да кажам, ситуација која што се случува во светот и во денешницата ќе допринесе за откажување на повеќе аранжмани, не само осмомартовските аранжмани кои што нели во тек се аранжманите, туку може да стане голем колапс и за откажување на аранжманите за летниот период. Знаеме дека Кипар е доста интересна туристичка дестинација во последно време за македонските граѓани, односно македонските туристи, а да не зборуваме за Турција колку е атрактивна. Што во ваква ситуација? Овде ќе настанат проблеми, откажување на авионски летови, откажување на хотели, откажување на аеродромски трансфери, откажување на автобуски превози. Значи, ова е еден голем колапс за туризмот, кое што како индустријска гранка многу допринесува за развивање, односно за полнење на буџетот во нивните земји. Поради можниот ризик од намален обем на работа и загуби во овој сектор, туристичките работници најавуваат разговор со надлежното Министерство за поддршка.
Денес истече рокот за почеток на изградба на хидроцентрала на Блатечка река, кај селото Блатец. Жителите од ова село со години се борат против овој проект, кој според нив им ја загрозува екзистенцијата и ќе ја девастира природната околина со непоправливи последици. Дали со истекот на 7 март за нив ризикот е завршен? Да, со истекувањето на денот 7 март за нас се уште постои ризик, иако концесионерот нема право да се доближува до местото каде што треба да се гради хидроцентралата, меѓутоа ние заради искуството од досегашните 10 годишни барања и 10 годишно обстојување на проблемот, ние остануваме концентрирани и по овој рок будно да ја следиме состојбата. Дали ова значи дека стражите ќе прекинат? Стражите во тој домен како што беа досега нема да бидат, меѓутоа внимателноста и целата ангажираност околу тој проблем продолжува. Значи ние остануваме будни со поопуштен дел, меѓутоа будни и понатаму ги следиме состојбите на терен. Постои ли страв дека владата би можела на истата компанија повторно да им го предложи рокот и да се влезе во нов циклус на проблеми? Секако дека постои, тоа заради долгиот временски период кој што ние се бориме против оваа концесија и сега постои страв дека може ќе продолжи, меѓутоа веруваме дека сега овој пат владата ќе се надмине себе, ќе ги види сите наши апели, барања и причини и ќе донесе одговор или ќе поништи оваа концесија во интерес на нас, жителите на Блатец. Шумските полицајци наскоро ќе имаат бенефициран стаж. 4 месеци за една година ќе добиваат плюс за ризикот кој им го носи работата. Со предложените измени на Законот за шумите, шумските полицајци и инспектори ќе добијат бенефициран стаж од 4 месеци на секоја година. Испитот за полагање на идните шумски полицајци ќе се полага писмено, без електронски систем и снимање. Новина е и префрлањето на системот за следење на дрвната маса од јавното претпријатие Национални шуми во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Целта е поефикасна контрола, поголема транспарентност и намалување на нелегалната сеча, објаснуваат предлагачите на измените. Видео снимено од граѓанин од Скопје стана вирално на социјалните мрежи. Деца возејќи се на тротинет паѓаат преминување на пешачки. Се прашуваме дали родителите го виделе ова и како воопшто дозволиле на своите очигледно мали деца да бидат вклучени во сообраќај. Утре не очекува променливо, сончево и тивко време со температури до 15 степен, ветрот со брзина од 5 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 58%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбинци со по 15 степени, Пробиштип 13, Чешиново, Облешево 14, Кочани 15 степени. Виница и Македонска Каменица со по 14 степени, во Делчево температурата до 15 степен, во Пехчево и Берово до 12. Според православниот календар, утре е ден посветен на светиот свештеномаченик Поликарп епископ Смирненски. Католиците се спомнуваат за Френсис.